Овие одлични инсерти од фестивалите на Тиквани се одличен и вовет за разговорот кој што следува во наредните минути, а ќе разговараме како до појак имунитет по природен пат. Ќе го поздравам мојот гостин Љупче Трајчев, нутриционист. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Овој период на настинки вирусни инфекции е време кога многу повеќе треба да внимаваме на нашиот имунитет, и во период на пандемија, нели, секогаш говориме за подобра заштита од зараза со COVID-19, најзначајно е зајакнат имунитет на организмот. Ги погледнавме инсертите од тиквите. Тиквата е едно од овошјата кои што се богати со витамин А и кои што во овој период од годината благотворно делуваат на нашето здравје. Па да, еве тиквата нека биде вовет, една и многу интересна намирница која што треба сите да ја конзумираат во овој период од годината. Таа е многу богата со витамин А и многу други минерали кои што се потребни за нашиот имунитет. Посебно би ги истакнал семките од тиква, кои што се природниот, најголемиот природен извор на цинк во природата. Нивното масло ладно цедено добиено од нив и тие сирови кои се конзумираат се многу добри за нашиот имун систем. Знаеме дека цинкот е еден од клучните елементи за борба на нашиот имунитет. Впрочем, тој представува еден вид на храна на нашиот одбранбен систем и без цинк не би можеле, еден вид на оружје на нашиот одбранбен систем. Со помош на цинкот се неутрализираат многу патогени што се наоѓаат во нашиот организам и така нашиот одбранбен систем функционира, така да тиквата е едно богатство, може да се каже, кое што ни е достапно во овој период од годината и препорака за сите што почесто да ја конзумираат. Исто така да кажам дека не верувам дека многумина, барем мал дел од луѓето знаат дека тиквата може и жива да се конзумира, односно да се прави смути од нејзе секое утро е добра, затоа што количеството на витамин А е многу добро, многу големо и многу е битен витаминот А, поготово за овој период од годината за кожата, затоа што кожата поради ладниот воздух останува недехидрирана доволно, а витаминот А е тој кој што помага многу за здравјето на нашата кожа, така да едно богатство. Значи, користете ја тиквата, користете ги семките од тиква. Ете, нека биде тиквата вовет за овој разговор. Имаме уште многу да кажеме за имунитетот. Уште многу имаме да кажеме. Кога говориме за зајакнување на имунитетот во било кое годишно време, секогаш приоритетот го ставаме на свежото овошје и зеленчук, кои што се првенствени во исхраната која што треба да ја имаме за да имаме појак имунитет. Што е карактеристично и што треба да консумираме токму во овие есенски денови? Па вака, овошјето и зеленчукот се носители на многу витамини. Ја тука би ги спомнал не само витамините, него и ензимите кои што се многу битни, меѓутоа тие често не се тема на разговор од причина што ензимите се наоѓаат само во свежите продукти, не може да се синтетизираат, не може да се направат вештачки и нема бизнис во нив, затоа и многу малку се споменуваат, знаејќи дека бизнисот со витамин С, со сите витамини, поготово со витамин С е една индустрија која што прави милиарди во светот. Јас секогаш препорачам внесување на минерали, витамини по природен пат. Секој тоа може да го направи и може да внесе, поготово кај нас во Македонија. Ние сме богата земја која што изобилува, еве да почнеме со витаминот С. На нашите планини, кај да отидеме сега, има шипинка, таа е најбогата со витамин С. Има од 600 до 1000 милиграми витамин С во 100 грама. Потоа следуваат кивите кои што имаат некаде околу 300 милиграми витамин С, потоа следува зелената пиперка, макдоносот, а лимонот и портокалот се на некоја граница од 40 до 50 милиграми витамин С. Значи, овој период препорачувам на оние што сакат да појдат на планина да си наберат шипинка, тој е најдобриот извор на витамин С, да се конзумираат киви кои што последниве 20 години ги има и во Македонија. Нашата кива е одлична, содржи многу витамин С, како што напоменав, и исто така црвената пиперка е многу богата со витамин С.
ја имаме исто сега е баш период на црвена пиперка, да се направи една голема убава салата со црвена пиперка во која ќе ставиме макдонос, во која ќе ставиме лук и добиваме една прекрасна имуносалата која што ќе го подигне нашиот имунитет, ќе внесеме многу витамин С, ќе внесеме минерали кои што ги има во макдоносот, а лукот е тука како природен антибиотик и антивиротик кој што го подига целиот наш имун систем. Така да имаме ние избор во Македонија, имаме здрави продукти кои што може да се најдат по пазарите кај нас и можеме на тој начин да ги внесеме сите витамини кои што се потребни и исто така сакам и тоа преку редовната исхрана, според она што е дел од нашето секојдневно мени, од продуктите кои што ги имаме на располагање, нели? Имаме традиција секојдневно да подготвуваме домашна храна во која што ќе бидат, нели, ќе ги содржат сите овие намирници кои што ги говориме, меѓутоа особено треба да обрнеме внимание колку што можеме да ги користиме во свежа форма, необработени, за да се искористи максимумот на витамините и минералите. Дека витаминот С е термолабилен, тој некаде од 42 до 45 степени се распаѓа, затоа секогаш треба да користиме свежа форма. Освен тоа, тука се ензимите кои што ги напоменав, меѓутоа тие не се многу често споменувани и се многу битни за многу метаболитички процеси кои што се случуваат во нашиот организам, вклучувајќи го имуниот систем, поготово првата одбрана на нашиот имун систем. Ние имаме неколку одбрани, не е само она што се проверува сега што е актуелна со антителата во нашата крв. Ние имаме примарна одбрана, многу луѓе секојдневно ние се среќаваме со вируси, бактерии и нашата примарна одбрана секојаш тоа се макрофагите кои што ги уништуваат пред тие да стигнат во органите за варење, органите за дишење, така да тоа е еден комплексен имуниот систем, еден комплексен систем кој што треба да се негува и кој што треба да се храни. Тој самиот по себе бара исхрана која што како например имаме војска, ние мораме војската да ја снабдиме со храна, оружје и се останато, така и нашиот имун систем мора да ми ги задоволиме неговите потреби, а тоа е совршен и функционира совршено. Значи само треба да нивото на исхрана малку да го подигнеме, многу повеќе свежи намирници. Исто би го истакнал витаминот Д. Тој на некој начин е хормон и се синтетизира од сончевите зраци. Сега во последниве неколку десетина дена немаме баш сонце. Кога нема сонце може и да се внесе и вештачки на некој начин витаминот Д. Меѓутоа јас препорачувам изложување на сонце 20 на минути без наочари. Многу е битно тоа да се каже затоа што овој регион околу очите е фактички делот кај што најмногу се синтетизира, најмногу се спиваат сончевите зраци. Знаеме дека без сонце не може ништо да функционира. Знаеме дека доколку некоја билка ја тргнеме од сончевите зраци, како ќе изгледа, така да и човекот е поврзан, се што е живо во природата е поврзано со сонцето, затоа што сонцето не само светлина, тоа ни дава и енергија која што ние ја впиваме и функционираме. И сме многу среќни. Знаеме во Африка децата колку се среќни, цел ден се на сонце, насмејани. Ако ги погледнеме децата во Сибир, да речеме, или некаде кај што нема толку сонце, тие не се толку среќни како децата во Африка. Витаминот Д е многу битен и го препорачувам сонцето секогаш и излегување почесто на чист воздух. И физичката активност секогаш е овде која што се надоврзува на здравата исхрана. И сега кога говориме за одбранбениот механизам и јакиот имунитет, јас би почнала од почеток, а тоа е и најмногу ќе ги интересира гледачите. Како да го започнеме денот? Па денот секогаш треба да го започнеме со вода. Без разлика дали потоа ќе пиеме чај или не, пиеме вода некаде, оние што не го почнуваат така денот, може да почнат со помала количина на вода, 50-100 мл, после 15 на 20 минути можат да испијат чај или може да направат некој цеден сок кој што преку кој најбрзо се абсорбираат, кој што фактички нема некој процес на варење, него директно оди во тенкото црево и директно во крвта за некаде 10 на 15 минути. Исто така е битно да се почне воглавно денот со овошје. Оние кои што не сакаат да пијат сок може
можат да почнат со јаболки, сега е сезоната на јаболки, јаболките се одлични. Јаболката некаде за од 15 до 20 минути се вари во нашиот организам, што е фантастично, и после тоа да речеме да го земат својот омилен оброк. Внесувањето на овошје наутро е многу битно, затоа што освен тоа ќе направи хидратација на организмот, ќе внесеме многу витамини, минерали, ќе го освежиме организмот. Овошјето прочем е секогаш од 80 до 90 и неколку проценти вода, зависи за кое овошје зборуваме. Значи банана да не се внесува наутро, таа не содржи вода, исклучиво може во смути кога се прави, значи во комбинација со вода, инаку ги препорачувам овие наши сегашни локални овошја. Реков за некаде 10 на 15 дена ќе имаме убава македонска кива, која што е одлична за наутро, ќе внесеме многу витамин С, влакна, минерали и сето она што го содржат кивите, така да ние сме земја која што можеме да се храниме здраво, меѓутоа само треба малку да се сменат повеќе навиките. Навиките. Сега кога сме кај навиките, што е многу значајно? Дали одредениот избор на храна што ќе ја конзумираме појадок, ручек и вечера, и секако обилноста или количината што ќе ја внесеме, и секако изборот на храна, меѓутоа колку е значаен и терминот кога ќе се храниме, за да на тој начин ја подобриме благосостојбата на организмот и неговото нормално функционирање. Дали е тоа поврзано едно со друго? Да, поврзано е вака сега, кога ние зимаме оброк наутро, да речеме, треба да земеме некој пообилен оброк, кој што претежно кој што содржи јаглехидрати, за да можеме да функционираме онака како што можеме. Сега е многу битно од едниот оброк до другиот да поминат најмалку 4 часа. Така. Значи, храната која што веќе е внесена да биде во нашите црева, да го одмориме желудникот неколку часа, за да тој создаде своји собствени сокови за да се спреми за наредниот оброк. Воопшто не е добро она континуирано грицкање цело време, оптеретување на желудникот, и пред секој оброк половина час е добро да се земе или некој сок или чај или вода, со повторно правиме хидратација на нашиот организам, и после оброкот некаде од час и пол до 2 часа воопшто да не се зимаат течности, затоа што да не го раствараме желудочниот сок, кој што со самото растварање ја го пореметува варењето на храната која што се наоѓа, и како таква таа продолжува во тенкото, потоа во дебелото црево, и како не сварена прави проблеми и го оптеретува нашиот организам. Затоа многу луѓе имаат подуеност, имаат болки во... И сакајќи да имаме можеби позитивен ефект од изборот на храната, ние го губиме тој позитивен ефект токму поради терминот и наглото јадење. Да, независно ако ние се храниме со здрава храна, меѓутоа ако не го практикуваме тоа правилно, имаме всушност правиме проблем на нашиот организам, или после знаеме дека многу често знаеме во текот на денот имаме премногу обврски и да немаме време да јадеме, и тогаш наоѓаме еден термин некаде кон средината на денот и тогаш сакаме да надокнадиме се што сме изгубили и претеруваме, да. Претеруваме. Многу полн желудник значи место каде што ќе не може добро да се свари храната, колку и да се труди желудникот, меѓутоа тој се состои од желудникот се состои од 3 слоја на мускули, тој е така направен, создаден, како да кажам, така да тие контрахираат и на некој начин ја превртуваат храната за да може подобро да се свари. Меѓутоа, кога нешто е преполно, не може да се преврати, не може да се свари. Така да многу е битно, но многу е подобро да изедете не толку здрава храна помалку, отколку да изедете многу здрава храна која што сепак во нашиот желудник нема да се свари и не може да се искористи како што треба. Впрочем, бадијала што сме внеле толку здрава храна, а која што биде нефункционална во нашиот организам, желудникот не може предолго да ја задржи, не може да ја свари, ќе продолжи во цревата, каде што ќе направи проблеми. Многу луѓе се соочуваат со таков проблем. Се надевам дека овој разговор кој што сега го правиме ќе помогне на многу луѓе да им даде некоја правилна насока на исхрана, и така ќе имаат и повеќе енергија и ќе се чувствуваат многу подобро, затоа што надуеноста во стомакот и проблемот во стомакот, значи ја нарушува цела динамика на организмот, се губи енергијата, се создаваат и главоболки, се создава дехидрираност, затоа што сме го оптеретиле, желудникот не може да се впија доволно
потребните материи. Така да на некој начин е многу битно тоа што го напоменавте, терминот и начинот на кој се внесува и количеството на кој се внесува храната. И сега, бидејќи зборуваме за тоа како да подобар имунитет по природен пат, се поставува и прашањето дали можеме доволното количество на витамини и минерали, пред се здрави материи за зајакнување на имунитетот да се внесат само преку исхраната, затоа што знаеме дека во последно време многу е модерно да се примаат и дополнителни суплементи кои што ќе ни го зајакнат организмот. Да, еве на пример ќе почнеме, го споменавме витаминот Д, го споменавме цинкот, доволни се само 3 лажици да ставиме во некоја салата, да речеме 3 лажици семки од тиква кои што можеме да ги најдеме во сите продавници за здрава храна или 2 лажици ладно цедено масло од семките од тиква и ние сме го задоволиле цинкот за тој ден. Исто така селенот е еден од многу битните елементи. Само 2 бразилски ореви ја содржат доволната количина на селен кој што можеме да го внесеме. Витаминот С го напоменав. 3 киви наутро се доволни за внесување на витамин С, освен тоа кога направиме таа салата која што ја споменав со црвена пиперка Макдоналдс и која што е фантастично богатство на витамин С, можеме и во салатата да ставиме киви, можеме да направиме некоја комбинација. Тука сме го внеле витаминот С, витаминот Д кажав како може да се искористи, меѓутоа кога нема доволно витамин Д, добро е да се испита витаминот Д преку крвна сника и да се внесе затоа што тој е многу клучен за многу функции во нашиот организам и особено за имуниот систем. Тоа се основните витамини кои што треба да се внесат во организмот, а кои што можеме природно да ги внесеме. За витаминот кажавме преку тиквата може да се внесе, морковот. Тука се Б витамините кои што можеме да ги внесеме, да речеме со една прекрасна овесна каша да направиме или житарици можеме наутро. Тие се богатство, интегралните житарици се богатство на витамин Б. Така да можеме да направиме еден здрав оброк, интересен оброк и да ги внесеме сите овие потребни витамини и минерали сосема на природен начин. Ја тоа го практикувам со години, не внесувам додатни суплементи. Така да затоа не треба да ни биде оправдување рано наутро кога се подготвуваме на работа да кажеме немам време, ќе земам една витаминска таблета да добијам на време и да стигнам побрзо на работа. Мораме да најдеме неколку минути од своето време на подготовка и да си подготвиме еден здрав витамински оброк. Дискутабилно е колку се витамините создадени вештачки. Тоа е една тема која што јас сум ја обработувал посебно за витаминот С кој што содржи 9 компоненти. Ова што се нуди на пазарот е само аскорбинска киселина која е дел само од витаминот С. Така да затоа и многу луѓе кои кога пијат витамин С немаат таков ефект. Јас им препорачувам природно, колку можат повеќе природно да го внесуваат, а кажав како, каде се наоѓа, како се наоѓа, за оние кои што сакаат подетално можат и лично на мојот Facebook профил да прашаат, јас бесплатно им делам совети како до подобро здравје. Така да во секој момент сум тука за нив, меѓутоа сето што го бараме го има во природата, само треба да направиме добар спој и повеќе да го користиме, затоа што стварно сме богата земја, навистина имаме многу добри производи, се уште кај нас се произведуваат добри производи, немаме големо индустриско производство, може да се најдат по пазарите луѓе кои што одгледуваат домашно природно. И тоа, освен тоа сакам да кажам за имунитетот, исто така што е битно е нели и чистиот воздух. Знаеме дека сега сме период каде што воздухот ќе станува се позагаден, да се искористат убавите денови кои што ги имаме, кои што ќе следат, се надевам, до крајот на овој месец, да се појде во природа, да се дише чист воздух. Тоа е многу битно. Негативните иони се наоѓаат во природата, кои што се исто така многу битни за нас, ги ослободуваат дрвјата и зеленило, што е околу нас, освен кислородот и негативните иони се тие кои што го зголемуваат нашиот имунитет. Исто така позитивната мисла, да се сака се што е околу себе, да нема омраза, да има емпатија кон сите луѓе.
доколку така се чувствуваме, нашиот имун систем ќе работи безпрекорно, да бидеме среќни и да не се плашиме од ништо, посебно сега е период на вируси настинки, многу луѓе ќе настинат и ќе бидат позитивни на оние тестови на корона, така да ги охрабрувам, значи да не се плашат воопшто, да бидат позитивни, да внесуваат што повеќе природни материи. Јас така, например, го победив коронавирусот, така да од лично искуство кажувам, повеќе да се свртат кон природата и природата ќе им врати со добро здравје и убаво расположение. Само кратко за крај. Што е со консумирањето мед рано наутро на гладно пред да го започнеме денот? Дали тоа ќе биде добро за дали е добро за организмот или можеби ќе го оптерети желудникот? Не, вака сега медот како мед треба да се внесува, меѓутоа доколку не ни е хидриран доволно желудникот, може да направи проблем. Јас затоа препорачувам или медот да се стави во млак чај, значи за да не се уништи витаминот С и сите тие микроелементи, ензими кои што ги содржи. Медот е една одлична намирница која содржи многу витамини, минерали. И ја препорачувате за рано наутро? Ја препорачувам, меѓутоа ја препорачувам, значи медот да биде растворен во вода или да биде растворен во млак чај и со малку лимон. Е прекрасна напивка за наутро, значи така растворен е одличен, а да се земе, значи директно станување наутро и земање на лажица мед, тоа не го препорачувам, затоа што во тој период желудникот треба малку да се хидрира, а ако го нападнеме ние директно со медот, медот е сепак едно комплексно соединение кое што содржи повеќе состојки, зависи за каков мед зборуваме, меѓутоа е многу подобро вака растворен, многу подобро ќе се абсорбира и многу подобро ќе се искористи во нашиот организам. Секако медот, матичниот млеч, прополисот, сето она поленот, сето она што е производ на пчелите е одлично за нашиот имунитет и за нашето здравје. Го започнавме денот со корисни совети за нашето здравје и совети за зајакнување на имунитетот по природен пат. Имаме уште многу теми за кои што можеме да говориме, меѓутоа ќе оставиме за некое наредно ваше гостување и само за крај уште еднаш упатете еден совет за нашите гледачи. Па вака, пред се да ви се заблагодарам за поканата, сега се обидовме општо колку можеме во ова време што го имаме да создадеме една слика како што би требало и како би било најдобро за да го сочуваме нашето здравје, да го подобриме имунитетот. Јас им препорачувам, значи, да бидат среќни, ведри, расположени, да користат повеќе овоше, зеленчук, сето тоа во свежа форма, да не ги заборавиме јаткастите плодови кои што се извор на витамини, минерали, да ги користат се почесто, физички да бидат активни, затоа што физичката активност не само што ја зголемува нашата циркулација, него физичката активност е многу битна затоа што лимфниот систем е како наша канализација на нашиот организам, меѓутоа тој нема пумпа. Со физичката активност лимфата се движи низ нашето тело и собира се она што е токсично и се исфрла. Затоа е многу битно да се движиме почесто, да бидеме физички активни, да ги отстрануваме сите токсини кои што ги имаме, и кога телото нема токсини и кога има доволно се што му е потребно, тоа никогаш нема да биде болно и ќе биде витално секогаш, независно од бројот на годините кои што ги имаме. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Благодарам на поканата и задоволството беше и мое. Почитувани, тоа беше Љупче Трајчев, нутриционист, и се надевам дека во овој разговор ви понудивме многу корисни совети кои што ќе бидат добри за вашето здравје. Во продолжение одиме со музичка numera, па веднаш потоа се враќаме во студиото со следните гости.